Пожар ја пеплоса опремата на кабелскиот оператор Винсат во Виница, сместена во барака на улицата Пионерска. Техничките уреди преку кои се пренесуваше телевизискиот и интернет сигналот се целосно оштетени, поради што сите претплатници се оневозможени да ги користат услугите на операторот. Со оглед што пожарот избувнал по полноќ, внатре немало никој, па нема ниту повредени. Во текот на целиот ден вработените во Винсат ја изнесуваа опремата и ги расчистуваа остатоците од огнената стихија, обидувајќи се да согледаат дали нешто може повторно да се искористи за да може состојбата што побрзо да се нормализира. Штетата е многу голема, значи во моментов не знаеме, чекаме доправа да се евидентираат последиците од настанатиот пожар. Се извинуваме на сите предплатници. Моментално се во прекин, значи со користење на нашите услуги, дел од градот и селата на општина Виница. Очекуваме најбрзо да се реши, уште во текот на денешниот ден имаме веќе екипи на терен кои работат и треба да ги пуштиме повторно услугите. Дури рано изутрината, граѓанин од Виница го пријавил пожарот во бараката на кабелскиот оператор. Соседите од блиските стамбени објекти не забележале што се случило во текот на ноќта. Ја кога устанах, полицијата беше тука, народ, ја мислех врдили се кратци да крадат. А оно било запалено, ја не знам. Сабале беа тука пожарникарите и полицијата беше и тоа е се. Ништо не сме видели, не сме разбрали, никој е направил, ни шо е. Дојдов овде затоа што немам интернет, немам конекција. Па имале пожар нешто, не знам. По овластување на јавен обвинител, увид на местото на настанот извршиле службеници од полициската станица во Виница, кои се сомневаат дека огнот е подметнат. Пожарот најверојатно е предизвикан со помош на пластично шише во кое имало запаллива течност и пластично црево. За време на пожарот опожарена е дел од електронската опрема на кабелската телевизија. 40 минути по интервенцијата на територијалната противпожарна единица од Виница, пожарот бил локализиран. Од полицијата велат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот и откривање на евентуалниот подметнувач на огнот.